Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Денес, како што можете да видите под насловот на овој видео, ќе реагирам на македонски тиктокери кои вие ми ги поставивте на мојот Instagram. Ако ви се допаѓаат овој вид на видеа, не заборавете да оставите лайк. Ќе реагирам по 3 видеа од секој тиктокер, имам 12 тиктокери одбрано. Ајде да не одолго увеликуваме со најава, да започнеме со реакцијата. Прв на листата е Душан Пуновски или Who is Душан, па ајде да видиме што има тој. Много ме прашао, ти си ја направи плава коса и викаме, па и така сум плав да барам да и така сум глупав барам да бидам и плав. Добро. Ајде да одиме на наредното видео. Боге, ај на 3 направи најградата фаца што можеш. Ајде. 1, 2, на 3, не сега. Абе! Приметувам дека Душан следи многу трендови, овие трендови ги имам видам на каналите на Девид Добрик, на попознатите луѓе, но мислам дека прв беше во Македонија што го направи овој тренд, па истово и со следново видео. Што се деси, бе? Човек ми иде еден и ми вика, ако ми покаже, ќе ти даваме на кутија цигари. Што зборуваш? Даве натаму отиде. Ле! Да. Како из кутијата во рака. Следен тиктокер што ми го кажавте е Стефан Лазаров. Ајде да видиме тој какви видеа прави. Направи вака. Удри си ја брадата. Удри си ја побрзо. Удри си ја брадата. Брадата, брат. Значи удри си ја брадата, ајде. Удри си ја брадата, ајде. Брат, брадата! Брадата! Кажи ми мајка, брат. Истото и со овој тренд го имам видено како американските тиктокери го прават, но само Стефан мислам го имам видено да го направи овој на македонски. Одиме на наредното видео. Како да насмеете и изнервирате девојка во рок од 5 секунди. Марта! Носи уба. Ама нека не изе. Искаш. Мрш! Си го добити од така. И последното видео од Стефан. Идало лето, требало стомачни да се вадат, требало да се изгледа многу добро на плажа, ке не пуштале после коронава, требало да пазиме, да не јадеме еврокрем со кифла, да не јадеме благо, да пазиме. Ма идете Не можам! Се исповедав на TikTok и не можам! Ке јадам благо! Не ми треба тело! Не ми треба! Ке јадам благо! Па и онака нема да имаме асолно лето. Премногу ми коментиравте да реагирам на Александар Динев. Ајде да видиме какви видеа прави Александар. So how does this work? Do I call LA or do they call me? Ова сум јас дефинитивно. На едно видео имам преку 20.000 лајкови, кога и да ми прозбори некој од другарите и јас сум како I'm a celebrity, don't talk to me. Одиме на наредното видео. Видеово е прејако. Едитот е супер, slow motionот е топ му се видеата. И последното видео од Александар. Песни копирајт ќе добиам. Значи, кај сите на каналите имате различен контент, ова се некои од видеата кои јас ги одбрав. Не мора да значи дека ако имаат комични видеа дека не прати денс видеа, видеа со пење. На секој тиктокер ќе имате овдека негде нивното име на TikTok, па заследете ги и можете вие да видите какви видеа прават тие. Од Динев одиме на Патриција Петкова, па ајде да видиме таа какви видеа прави. Песна во дамна немам слушано. Следното видео е со Динев, како што гледам. И последното видео од Патриција е видео со пеење. Ајде да видиме која песна ја пее.
има премоćен глас. Следен на листата уште еден Стефан, но сега Стефан Ефремов. Ајде да видиме тој какви видеа прави. Хај! Сакам да ви кажам нешто на мене и сите други тиктокери од Македонија. Бидејќи ова треба да се слушни, треба некој да свати како стојат работите овде. Така да се надам дека ќе сватите, посебно за хейтерите. Примете дека кај многу тиктокери од Македонија, вклучувајќи и мене, стигнуваат хейт коментари без основа на изглед. На изглед. Вау, не можеме да бидеме исти. Сите сме различни. И тоа не прави да бидеме исти така и посебни. Ако на вас не ви се допаѓа тоа, слободно. Чао, чао. Исто така примете дека кај машки тиктокери се децата не вреѓаат со тоа дека ние сме. Молам, можам да кажам дека тоа го користат само помали деца и ти мислите дека тоа ќе не повреди. А дали тоа не повредува? Не. Или пак кај женските ова она, докато некоја девојка е различно, нели, докато има различен стил, докато се шминка и тоа не значи дека не повреди дете кој што потпише. Добро кажано, водиме на наредното видео. Ама Севич, ја, сечи, пуши, реши. Ова уствари е многу глупо видео и да, лайкнете го. Коментарите на фото. Тоа се случи. И последното видео од Стефан, ова е како предизвик некој. Најдите се пиперко живото огин, чеше ме носо буквално, малци има, пошто прескајдемо за ручек, че ваа остана. Прелюта е, луѓево е само мој предизвик, никој не ми гледа, сам јас ќе си го задавам. Дајте поинтересни коментарите, чекам да почнем да го јавам перката. Ајде, ајде, идео. Не знам, си го потече. Не мога. Не, не мага, не мага. Лоша идеја беше сок да пиеш. Следен на листата е Бојан Стојковски. Ова е како хорор приказ на некоја да видиме. И дали сте спремни за нова хорор приказ, значи ме напнавте и морам да ви снимам, значи морам. Додуше ова е вистинска приказна, значи ова е дефинитивно една од приказните кои што најмногу ме потреса. Денеска ќе зборуваме за еден експеримент кој што бил направен во Русија во 1983 година, а тоа бил 30 дена една група луѓе да ги остават без пиење, односно да видат дали ќе може да издржат 30 дена без пиење. Сега они јаделе, значи се занимавале со секакви глупости, ама не можеле да заспеат, односно не смееле. На 15-тиот ден почнале да полудуваат луѓе. Ова видео тука го имате на YouTube, гледате го, значи немам тука грин скрин за да ви покажам. Видео грин скрин. Значи, полудува така што мозокот не фактички сите нервни кели, сите нерви во мозокот. И така човекот станува луд. Знам дека ова не е нешто страшно, но лайк за парт 2. Вау, одиме на следното видео од Бојан. Абе, не благам ќе би се позабава, бе. Види ги, леле, се накотиле како глувци. Абе, мани ми ги... Ој, бегој, бе. Кликаме на бута. Ајде. Ајде, како да ме скоро. Чинја, иде гекстер. Се фрлам. Бегајте ке направам. А не знам да пливаме, на страх ми е. Каков тип сте вие? И следното видео е типови на професори, да видиме какви професори има. Марија Ностаја Жаклина, све те гледам. Остаја Жаклина, реков. Значи све те гледам од преска. Гол бе, па тоа бе. Што е бе, ба вие, ба? Може да си играте, правите што сакате на телефони, следете музика, слушате, јадете, правете што сакате, ја ќе си читам книга. Тест! Како што? Како што? Единца седи. Искача надвор. Ке правиш тест, нема да правиш искача надвор. Што е веси? Ги има сите овие професори. Следен на листата што ми го предложивте е Марио Арангеловски. Знам дека тој не е како тиктокер, но има тикток канал, прави тиктокови од време на време, па ајде да погледнеме неколку видеа од него. Колку години имам?
49. Колко имаш? 48. Що автовозно? Ауди? Колко кафења може да испиеш на штесаца? Ја? Да. 3. Колко? Едно. Какво ведно? Па после прво нещо. Мрж бе! Колко ноги има 101 крава? 4. Да. Що авто ти возиш? Пасат. Колко години има майка ти? 46. Колко? Па що? Мрж! Кој број цикале носи? 46. Добро. Исто ли моја? Добро. А гардероба? Што? XLL. Добро. Ова беше тренд кој одамна сите го правам, мислам дека прво го направи Стефан Лазаров. Преинтересен тренд како прашање и одговори. Тој што те прашува треба да знаеш за него, ако не знаеш говори. Ајде да го видиме следното видео од Марио. Steven, what are you doing in there? Drugs. Никогаш не ја кажува вистината кога праќаш нуц. И последното видео од Марио, ова е како некој трик. Днеска на TikTok налетав на едно нешто кое го можат само 1% од луѓето во светот и јас не припаѓам во тие 1% од луѓето во светот затоа што не можам да го направам и сега ќе ви покажам за што станува збор и ако можете да го направите обавезно направете дует или напишете ми го тоа во коментар, не знам како функционира ова. Поентата е да ги допрете овој прст со малиот прст, но без помош на палецот, затоа што ја кога ќе го турнам со палецот можам да ги допрам, меѓутоа без да ги турнам со палецот можам само коските да си ги искршам. Дали спаѓам јас во тој 1%? Следна на листата е Симона Савиновска или Плавоката. Ајде да видиме таа какви видеа прави. Кога сам на школу. Бе завршен на школу, не одам. Не си Симона. На работа со мајко моја. Јас вака бев во март кога почна вонредната состојба, кога почна карантинот, кога не пуштија од школа. Ајде да го видиме следното видео од Симона. Еј, да би спомним жълба? Дай море, пари ми тебе. Не бива това работа. Ајде ти мене. Ки ти спомнам, само треба да направиш нешто. И буде како, кажи ми, што треба да направам? Работиш. Златната рибка не ќе да исполни желба. И последното видео од Симона. Морам нешто да кажам. Морам. Заврши полициски час. Заврши карантинот. Брза се. Ама нешто интересно. Сите добивме во карантин. Зошто цела естрада и српска и македонска се приклучи на TikTok? Објаснете ми, значи. Ујте, пејте, си имате кариера, остајте не ние тука да просперираме. Hello! Значи имате пари, аманте, ве молам. Вака не убаво. Сите да се тргнат од кај што не има местото. Се вратат од кај што си биле предто. Следен на листата е Марио Вајгалески или Вајгале. Ајде да видиме тој какви видеа прави. Знам дека сите му се смееа за тоа што делот го правеше вака некако. Не треба така, не го знам денсот, па не знам, не можам јас да го исмевам бидејќи тој барем знае нешто, јас не знам ништо. Одиме на второто видео од Вајгале. Remove the first and last letter of your name. Let's see how cool is your new name. Тргам првата и последната од Стефан. Тефа, вау. И последното видео од Вајгале. Ова го имам видено неколку луѓе дека го прават и се обложувам толку пари дека погодам што држиш во раката и очекуваш да каже телефонот, во тој момент го фрлаш телефонот ти, а всушност не држиш ништо и тие кажуваат дека не држиш ништо. Потоа одиме на Джесика Джоли. Знаеш оно што е екса, тера, гига, мега, кило, хекто, дека, деци, центи, мили, микро, нано, пико, фемтато. И ти си оно ато. И нема дали од тоа. Не е битен чин. До таму стигнал. Одиме на второто видео од Джесика. Сите работи се точни, освен тоа што да ми звони телефонот дека се шминкам бидејќи не се шминкам јас. И последното видео од Джесика. За да легнем, ама нема никој да ме зове док не кажем да сам устала.
Јасно тоа. Вака секогаш, ако ми се спие, не ме замарајте. Предпоследниот тиктокер што ќе реагирам е Самира Демир, или Сами со многу А и многу И. Па, ајде да видиме таа какви видеа прави. Океј, и немој да се тира со ова, затоа што... Онака, сака. Дали некогаш некој умре пред мојот очи? Па не река е ова вистина? Дали за помош за 2 дена ќе ми дојде куќето? Не? Зашто не? Ај пак. Дали за 5 дена ќе ми дојде куќето? Гледате? Дали куќето ќе се вика Бен? Ха, па може. Упс. Дали куќето ќе ме засека? Yes. Дали некогаш сум заспала на училиште? Па добро, тоа е вистина. Дали некогаш бев казнета? Да, од дома. Дали некогаш бев изгубена? Па добро, тоа е точно. И дали имам правена операција? Тоа е точно, имам... Истото и со овој тренд. Старе одамна беше во тренд. Ама интересен е, ако сакаш некоја одлука да направиш, и си за не, имаш чаша, фрлиш пенкало и некој одлучи тоа. Одиме на второто видео од Сами. Ćao svima, Pij vodu roditelji edition. Koji roditelj je stariji? Koji roditelj bi te prije kaznio? Koji roditelj više psuje? Koji roditelj ima šire shvatanje? Koji roditelj je moderniji? Koji roditelj bolje barata sa tehnologijom? Koji roditelj bolje priča engleski? Koji roditelj ima više pratilaca na Instagramu? Koji roditelj provodi više vremena s tobom? Koji roditelj je veći ovisnik o mobitelu? Koji roditelj ti daje više para? Треба и јас да се снимам со овој звук. И последното видео од Сами. Што правиш? Ништо. Па и вчера исто правиш. Па не завршив. Ова јас за време на карантинот. Последна на листата имаме Марија Делева и ајде да видиме какви видеа таа прави. Не знам како почна овој Vogue Challenge, но сите што ги следам го прават. Нема да видите, бидејќи не се сликам толку многу. Одиме на второто видео од Марија Делева. Добро. Последната реакција и последното видео на Марија Делева. Ова сум јас која некој ќе ме коментира на јазик кој не го разбирам. Па, тоа е тоа за ова видео, предолго е. Се надам дека ќе ви се допадне, не заборавајте да оставите лајк ако ви се допадна. Заследете ги сите тиктокери на кои направив реакција, коментирајте им на нивните видеа дека им направив реакција па да може да го видат видеото. И тоа е тоа за ова видео, се гледаме во наредното. Чао!